Се јавува дека градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, го разрешила и директорот на јавното претпријатие Градски паркинг, Михаел Петревски. Неофицијално се дознава дека за нов ВД директор е назначен Мартин Гавриловски, вработен во паркинзи. На почетокот на оваа недела претходно беше разрешен и директорот на водовод и канализација, Виктор Панчевски, кој функцијата ја презеде пред 6 месеци. Јавното претпријатие Водовод и канализација известува дека во петок на 9 август поради промена на вентили и водомери на улицата Варшавска дел од корисниците ќе имаат прекин во водоснабдувањето. Без вода ќе останат дел од улиците Варшавска, Хашка, Хаванска, Хелсинки, Мексичка и Ташкентска во општината Карпош. Општина Аеродром продолжува со акцијата за бесплатно собирање на кабаст отпад во соработка со јавното претпријатие за комунални дејности на општината. Во петок на 9 август кабаст отпад ќе се собира на големиот паркинг кај градинката Калинка и на улицата Милан Зечар кај воените кули, додека во сабота, недела и понеделник. Од 10 до 12 август ќе бидат опфатени зградите на улицата Илијада 615 во близина на кулите Джевахир и кај Меѓаши зад пунктот на јавното претпријатие Паркови и Зеленило. Во досегашната акција во Мичурин, Острово и 13 ноември се собрани над 100 кубни метри, односно 9 тони кабаст отпад. Општина Сопиште продолжува со проектот Селектирај и рециклирај одговорно, кој вклучува селекција и рециклирање на комунална пластика од страна на домакинствата, во соработка со јавното комунално претпријатие Сопиште. Проектот се спроведува во населените места Сопиште, Ракотинци, Добри дол и Долно Соње, а предвидува доделување на дополнителна 120 литарска канта за пластика на секое домакинство кој има договор за собирање и транспортирање на комунален отпад. Додека не биде готова новата училишна зграда, се реновираат тоалетите во 100-годишното основно училиште Свети Климент Охридски во Драчево. За најмногу 2 години треба да биде завршена изградбата на новиот современ училишен објект, пошто старата училишна зграда ќе биде пренameneta, но и натаму ќе биде во функција на образованието и културата. Од општината известуваат дека во тек е и реновирање на тоалетите во основното училиште Кирил Пејчиновиќ, а во училиштето Рајко Жинзихов, че во Пинтија се гради нова спортска сала. Bliže, što mi razum te sni.